ја служиме последната преждеосвештена литургија во оваа света 40-ница. Господ не удостои да ја дочекам и таа последна литургија и до година да не удостои помолиме, ако е негова волја, да повторно да учествуваме на преждеосвештените литургии, зашто тие се голем благослов. Црквата, како што знаете, во текот на светата 40-ница само по сабота и во недела служи литургија. Во другите денови, особено среда и петок, но и празник ако некој се падне, како да речеме светите 40 маченици или на свети Методи, просветител, однословените, ако падне празник, исто се служи преждеосвештена литургија, иста потпуно како што ја служевме и денеска. Но во овој ден, на Велика среда, значи, имаме обичај да осветуваме општо елеосвештение или маслосвет за сите во црквата. Вие знаете дека маслосветот обично се прави за болен човек. Меѓутоа, сите во црквата потенцијално се чувствуваме дека имаме некаква болест. И тоа е нормално. Старите наши кажува, смртта е поблиска од пазувата. Тоа значи дека човекот си се раѓа со болест. Не влегува болеста после некоја доба на животот. Туку си се раѓа, само си се развива болеста во одредена доба на животот, добива максимални димензии. Затоа црквата, како добра мајка, знаејќи тие работи, барем еднаш во годината прави општ маслосвет за сите, не само за болните, туку и тие што си мислат дека се здрави. И се помазуваме за Господ да ни даде да се одржиме во овој живот, да можеме да функционираме во овој живот. Тоа е секако и Божја волја и Божја желба да се случи такво дејство, особено ако му служиме на Бог. Маслосветот според Иерусалимскиот тип предвиден е утре. Фактички, меѓутоа, бидејќи е напната, обемна службата, утре после утрената треба да има маслосвет, па после тоа литургија. Меѓутоа, напната и црквата тоа го доживела со години, со векови, да кажем, и затоа е преместен овој маслосвет во среда да се прави. После свештената литургија се прави маслосвет општо за сите, затоа што утрешниот ден имаме литургија, а вечерта имаме страдањата Христови. Тоа е пренапорно, не само за свештенослужителите, за сите вас кои доаѓате и учествувате во богослужбите. За малку да се растерети тој типик, маслосветот го правиме денес во преждеосвештената литургија. И тоа давно така се прави, не е тоа наше измислување. Иначе уште само да кажам дека маслосветот се прави над болен човек, дури таму предвидува и 7 свештеници, друга е молитвата од 1, друга е 20, друга е од 7. Да дојдат во домот на болниот и да го извршат маслосвет. Ако е неопходно и тоа го правиме, меѓутоа сега на Велика среда овој маслосвет е општ и за тие кои се чувствуваат здраво прилично и за нив правиме маслосвет, да бидат уште поздрави.
Господ нека ни даде на сите нас, браќа и сестри, да учествуваме во радоста Негова во овие пасхални денови кои ни се приближуваат, да учествуваме во богослужбата во сите денови и за време на Велики четврток утре, значи, кога е востановена тајната вечер, вечерта востаната рањата Христу, на Велики петок оплакувањата Христу и Велика сабота. Првата воскресна литургија која служиме, која по правило треба навечер да се служи. Навечер во сабота, значи, ама повторно заради некоја економија, затоа што сите сме зафатени тогаш, сакаме да подготвиме и трпеза некоја наредниот ден. Затоа не служиме навечер, туку служиме во сабота на Смајле. Милоста Божја нека биде со вас, нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот. Слава ти, Христе Боже, надеж наша, слава ти!